Вкупно 23 точки од дневниот ред се најдоа на разгледување пред членовите на Советот на општина Виница на 22-та редовна седница. Главно прашањата беа од социјалната сфера и урбанизмот, а најголемо внимание имаше за извештаите за водоснабдување на населените места, како и за работата на двете комунални предпријатија Солидарност од Виница и Кале од Блатец. Исто така се разгледуваше и состојбата со невработеноста и реализацијата на пролетната сеидба во земјоделството. Советниците дадоа позитивен одговор на барањето на угостителите за продолжување на работното време за уште 2 часа на 12 и 13 јули, а по повод одбележувањето на празникот Павловден. На 22-та седница беше прифатена и оставката на советникот Горан Ѓорѓиев од коалиционата листа, што на последните локални избори ја предложи СДСМ. На негово место беше верификуван мандатот на Христина Харалампиева, која стана нова советничка од истата коалиција. На седницата на Советот на општина Виница советниците ја разгледуваа информацијата за поднесениот проект за грант во рамки на проектот за поддршка на социјална инклузија на ромите, објавен од делегацијата на Европската унија, и дадоа поддршка на барањето за одобрување финансиски средства. Исто така се разгледуваше барање за согласност за промена на правилникот за внатрешна организација и систематизација во детската градинка Гоце Делчев, како и барањето за покачување на вредноста на бодот за пресметка на платите на вработените во градинката. Како една од точките на дневниот ред беше и предлог иницијативата од советодавното тело на општина Виница за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Членовите на Виничкиот општински совет разгледаа и неколку барања за решавање на статус на бесправно изградени индивидуални објекти, како и барања од граѓани за финансиска помош при лекување.